Георги, заштитник на градот Струга и на многу населби и држави ширум во светот. Тука сме не само да се присетиме на значајната личност од историјата на црквата, туку и за да го восхвалиме светиот Георги за она што тој бил на земјата и за она што тој е на небесата, да го восхвалиме за неговата вера и за љубовта која што извирала од неговата вера. Пред 1723 години светиот Георги јавно бил измачуван и убиен. Неговото страдање било пред очите на светот и било далеку над она што човек може да поднесе. Но младиот доблес и неуспешен воин во ниту еден миг не се откажал и не се поколебал. Напротив, стоел цврсто, знаејќи дека неговото страдање не е крај, туку е раѓање за вечен живот, раѓање за Царството Небесно. И еве, како што тој тогаш јавно страдал, така денес јавно цели населени места се собираат за да го прослават Бога, кого свети Георги го исповедал. Еве и прекрасната Струга на овој ден е украсена не само со својата природна убавина, туку и со верата на своите православни жители и гости, на својот народ што се собира за да благодари и да восхвалува. И затоа, кога е во прашање начинот на кој овде молитвено се прославува светиот великомаченик Георги, ќе речам, како Струга нема друга. Вечерашново чествување на светиот великомаченик Георги сушност е продолжување на вековното почитување на заслугите во утврдувањето и бранењето на христијанската вера. Затоа, голема е радоста меѓу православните христијани во Струга, радоста за народот од овој крај и за сите присутни почитувачи на свети Георги. И ова, како и катагодишните литийни свечености, со особен показател на сенародната љубов кон свети Георги, како великомаченик и светител, како кон личност кој остави sevремено и земно за вечните небесни дарови. И токму затоа, еве, по вечерашнава богослужба, ќе ги земеме крстовите иконите и ќе тргнеме литийно по Струшките улици. Но при тоа, славејќи, радувајќи се, да не заборавиме што всушност значи сето тоа и зошто всушност нив ги носиме. Имено, крстовите што ќе ги носиме се знак и подсетник дека секој христијанин треба да го земе својот крст и да го следи Христа. Како што Христос го понесе својот крст заради нас, така и ние сме повикани да го понесеме нашиот и да го носиме со вера, со надеж и со љубов. Само оној што го зема крстот врз себе, само тој го има Христа во себе. Крстот е нашиот животен пат. Тој е носење на сите животни искушенија и тешкоти. Едноставно речено, крстот не е лесен, но е спасоносен. А иконите што ќе ги носиме, особено иконата на свети Георги, која победува ламјата, нека не бидат само слики пред нашите очи, туку нека бидат вистина во нашите срца. Ламјата, против која што светителот се бори, е образец на злото, на страстите, на гревот, на сето она што сака да ја зароби нашата душа. Невидливата ламја постојано не напаѓа преку гордоста, преку зависта, преку стравот, преку очајот. Но како што свети Георги
ја победи ламијата со копието, така и ние сме повикани да го земеме копието на верата и штитот на надежта.